Повеќе средби со конгресмени, сенатори и луѓе од јавниот и политичкиот живот остварил председателот на ВМРО ДПМН во рамки на својата посета на САД. Груевски се сретнал и со конгресменот Кристофер Смит, со кој разговарале за актуелната политичка состојба, состојбата со мигрантите, како и стратешката определба на државата за членство во НАТО алијансата. Лидерот на ВМРО ДПМН ги образложил приоритетите на Македонија во насока на нејзино целосно интегрирање во НАТО. Станало збори за предстојните избори како единствен излез од наметнатата политичка криза. Смит пак изразил силна поддршка на Република Македонија и Груевски во справувањето со предизвиците и реализација на стратешките интереси за интегрирање во НАТО. I am strongly in favor of Macedonia being part of NATO now. Цврсто сум уверен дека Македонија треба да стане членка на НАТО веднаш. Со сигурност ги исполни критериумите со извонредно лидерство на Груевски. Имав многу добар состанок разговарајќи за овие прашања и мислам дека државата ќе биде додадена вредност во алијансата. Лојален партнер и лојален пријател. Државата треба да стане членка што поскоро и следниот председател на САД ова прашање треба да го стави во приоритетите. Што се однесува до дејствувањето на Груевски, импресиониран сум од неговото лидерство. Тој е човек кој сака да и донесе на државата подобра иднина, при што има зад себе и добри резултати, посветен е кон градењето на демократското општество. Во однос на изборите што предстојат во Македонија, се надевам дека она што го сакаат граѓаните ќе биде и резултат од изборите. Председателот на ВМРО ДПМН е остварил средба и со доскорешниот заменик државен секретар и поранешен подсекретар за политички прашања во Американскиот Стейт Департмент Венди Шерман, како и со Елен Ташер која беше подсекретар на Хилари Клинтон и долгогодишен конгресмен на државата Калифорнија. На средбите се разговарало за исполнување на стратешките определби на Република Македонија, можностите за дополнително интензивирање и јакнење на пријателството меѓу двете држави, кој освен политичка компонента содржи и огромен економски потенцијал. Заедно со партиската делегација на ВМРО ДПМН, Груевски присуствуваше на вечера со повеќе конгресмени и сенатори, луѓе кои имаат влијание врз јавното мислење и личности од политичкиот живот на САД. Груевски истакнува дека целта на неговата посета и остварените средби се во насока на обезбедување на подобри позиции за Македонија, но и за јакнување на релациите помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави. Деновиве тука во Вашингтон имам повеќе средби со повеќе политичари, со конгресмени, сенатори, опињамејкери, пријатели на Македонија, луѓе кои што на некој начин се поврзани со Македонија и политиките на Македонија и се трудам да дадам што повеќе информации, што повеќе објаснувања за состојбите во нашата држава, за предизвиците со кои се соочува, за нашите аспирации за членство во НАТО и се разбира членство во Европската унија. Миграцијската криза е од голем интерес и чести прашања, политичката криза низ која што поминуваме, изборите кои што престојат, така што тоа се едни од најчестите теми со кои што разговарам овие денови со сите овие луѓе со кои се среќавам. И сето тоа е во контекст на обезбедување подобри позиции за Македонија, но и за зајакнување на релациите помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави. Така што правиме се што е во наша моќ да пренесеме што повеќе информации, да објасниме што повеќе работи кои не се доволно објаснети или доволно разбрани и секако да разменеме информации и идеи за идните чекори, за идните предизвици и за начините како тие предизвици да се наминат пред се во Македонија, но и во односите и зајакнувањето на односите со Соединетите Американски држави. Лидерот на ВМРО ДПМН додава и дека прават се што е во нивна моќ да пренесат што повеќе информации, да објаснат работи кои не се доволно објаснети и да разменат информации и идеи за идни чекори и идни предизвици и начините како истите да бидат надминати.